Три собранието на својата 81-ва седница, одржана на 30 јануари 2019 година, ја разгледа граѓанската иницијатива за собирање на потписи од најмалку 150.000 избирачи за распишување на дополнителен референдум за одлучување на граѓаните на целата територија на Републиката, доставена преку овластениот предлагач Тодор Петров, и усвои заклучок со кој утврди дека граѓанската иницијатива не е уредна од причини содржани во заклучокот. Кој е за овој став на комисијата, кој во форма на мислење ќе го доставиме до председателот на собранието? Кој е за? Едногласно за. Констатирам дека овој став е усвоен. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, ја затварам 136-та седница на комисијата. Самиот проблем на референдумот треба да го ставиме просто во контекстот сега што ние треба да одлучиме. Ако е, како што реков, правно се валидно, не гледам зошто било кој од нас би гласал против тоа. Ако има правни пречки, нека се изнесат, ако се уверливи, се разбира, тогаш ќе кажеме дека не може да победи. Меѓутоа, зошто се обраќам до предлагачот? Затоа што ако е се во ред, тој треба да процени што сака да постигне со тој референдум. Нека е легитимен, нека е се во ред, да видиме што сака да постигне, бидејќи не може да има основно действие кое очигледно треба да се разбере, не произлегува од никаков референдум накнада. Не може да се поништи ни една од одлуките на ова собрание врзани за тој договор, ниту самиот договор. На крајот на криштата, кога ќе се стави на референдум членството во Европската унија, не може ова собрание и овој состав да преюдицира каква ќе биде одлуката. Има и членки на Европската унија кои пристапиле па и стапиле од членство во тој сојуз на држави. Легитимно право е на граѓаните како ќе решат. Не преюдицирам решение по било која солуција и опција од после, меѓутоа во конкретниот случај заклучокот на собранието од 30 јануари дека прашањето е исто со претходно одржаниот референдум и не може да се повтори пред истекот на 2 години од денот на одржувањето е неосновано. Во однос на смислата, што ја кажавте, смислата се граѓаните и граѓанското право и ничија друга смисла и право. Така да мислам дека тука не треба да му го одземеме правото на граѓанинот. Ништо повеќе. Благодарам.